Прилеп не е повеќе град на сивилото и безнадежноста. Овој град, после долга стагнација, продолжува да се развива и да го враќа стариот дух на град насочен кон современата иднина. Истакна на денешниот отчет градоначалникот на Прилеп Борче Јовчевски. И покрај негативните економски трендови, условени од светската криза, општина Прилеп скромно, но посветено, веќе работи на реализацијата на ветените проекти, уверува Јовчевски, при тоа додавајќи дека напоредно се сервисираат и големите долгови наследени од претходната локална власт. Поминавме одреден период на скенирање на состојбата од претходната власт, соочување со истата и успеавме со добро менаџирање и домајчинско работење да реализираме исплата на 120 милиони денари од вкупно 300 милиони денари. Наследени обврски и го трасиравме патот за отворање на повеќе можности со цел исполнување на дадените ветувања. Одговарајќи на новинарско прашање околу евентуалната кривична одговорност на функционери од претходната власт за незавидната финансиска состојба во која беше наследена општината, Јовчевски кажа дека се чекаат извештаите од ревизијата, која веќе била започната, но сомнежите биле големи дека тенденциозно тие ќе доцнат. Времето кое што го чекавме веќе една година е она кое што и го очекувавме. Значи, таа не се обрати веднаш. Јас колку што имам информација, тие се и во тек на работење на ревизија во нашата општина, тековно, во нивната програма, а дека е доставено барање за ревизија, јас можам да ви потврдам дека тоа е направено. Освен ова, при денешниот отчет за едногодишната работа на оваа локална власт беше потенцирано дека во склоп на развојната програма од март наредната година со почетокот на градежната сезона ќе биде реализирана рехабилитацијата на околу 50 улици, нова монтажна катна гаража во центарот на градот, нов кружен тек кај Тинекс, реконструкција на сите спортски игралишта и многу други проекти кои се дел од изборната програма. Досега пак вложени се 30 милиони денари за подобрување на условите во училиштата. Исплатени се 37 милиони денари како прва рата за изградбата на новата градинка, а континуирано се реализира и финансиската помош од 6000 денари за секое новородено дете.